Од денеска стартува кампањата на новата европска ИПАР-3 програма за предпристапна помош за рурален развој. На располагање се нови 97 милиони евра европски пари со дополнително кофинансирање од државата од 30 милиони, истакна денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Ако на овие 128 милиони евра ги додадеме и очекуваните суми за сопствено учество на корисниците, вкупната вредност на инвестиции во земјоделството само преку оваа програма во следните 5 години очекуваме да надмина 210 милиони евра. Овие средства се наменети за граѓаните и тие ќе останат дома. Ќе ги претвориме во нови инвестиции во сите сектори во земјоделството и руралниот развој. Силно верувам во успехот на ИПАР-3, во школата, во она што го поминавме во претходните години, во капацитетите кои што треба уште повеќе да се градат, успех кој надобро се опишува со зборовите дека не постои населено место во кое ја нема таблата на ИПАР. Што представува овој однос на Европската комисија кон Македонија, објасни вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Тоа навистина без задршка можеме да кажеме дека представува нова страница во развојот на нашето земјоделство, кој ќе го зголемува извозот на македонските земјоделски производи на пазарот на Европската Унија и ќе ни даде добра основа за многу повеќе и поголеми структурни европски фондови, бидејќи токму тоа ни го носи членството во Унијата. Тоа е потврда и најсилен доказ зошто сме и зошто треба да останеме на европскиот пат. Користењето на средствата од ИПАР програмата е прашање од заеднички интерес со Европската Унија, бидејќи, како што сигурен сум знаете, земјоделството е една од клучните области на економијата што придонесува за стабилност и просперитет во Европската Унија. Како и во изминатите 5 години, така и во наредните, колку што ќе трае можноста за искористување на парите од ИПАР-3 програмата, ова се насоките за кои, а врз основа на поднесени проекти, земјоделците ќе можат да ги искористат. Во модерна земјоделска механизација, системи за наводнување, нови насади, опрема за фарми, винари, кланици, млекари, месари, млинови, како и развој на веќе постоечки и почеток на нови бизнеси во рурални средини. Во изминатиот 5 годишен период со искористеност од 98% од расположивите 60 милиони евра се склучени 2369 договори, од кои 859 се млади земјоделци. Македонија е лидер во искористеноста на понудените европски пари за развој на земјоделството, како една од клучните гранки во развојот на економијата.